20 часот редовен термин за дневник на К1. Добро вечер. Еве ги настаните кои го одбележаа последниот ден од неделата. 43 годишен скопјанец исчезна во водите на езеро Младост. Кавадарчани безрезервно донираа за настраданите во поплавените подрачја во Скопје. Се поставуваат термофасади во клоновите на детската градинка Димче Мирчев. Скопјанец на возраст од 43 години исчезнал вчера околу 19 часот откако влегол во водите на езеро Младост. Случајот бил пријавен до СВР Велес ноќеска пополноќ. Деталите во прилогот што следува. 43 годишниот ГД од село Петровец исчезнал вчера околу 19 часот кога влегол во водите на езеро Младост. Ноќеска 10 минути по полноќ во СВР Велес од страна на ИР било пријавено дека неговиот војко влегол во езерото, а потоа му се изгубила секаква трага. ГД на езеро Младост престојувал заедно со уште тројца пријатели во временскиот период од 30 минути по полноќ до 3 часот од страна на полициски службеници од СВР Велес, како и роднини на ГД. Бил извршен преглед на теренот околу брегот на езерото, при што лицето не е пронајдено. Се преземаат мерки за пронаоѓање на лицето. Кавадарчани безрезервно донираа за настраданите во поплавените подрачја во Скопје. Во хуманитарната акција, освен населението, се вклучија и бизнис секторот, Општинскиот Црвен крст, припадниците на полициската станица, како и службите од јавното предпријатие Комуналец, Македонски шуми, подружница Бор Кавадарци и водостопанство Тиквеш. Кавадарчани изминатите денови ја покажаа хуманоста на дело, со што на градскиот плоштад на штандот наменет за донации донираа вода, конзервирана храна, продукти за лична хигиена, бебешки производи и останати продукти, се со цел колку што можат да помогнат и да донираат за настраданите семејства од поплавите во Скопје и Тетово. И општина Кавадарци се вклучи во хуманитарната акција, која што е наменета за настраданите лица, односно за поплавите кои што настанаа во Скопско и во Тетовско. Изминатите неколку дена се беше поставен хуманитарен штанд на кој што совесни граѓани и општествено одговорни граѓани донираа поголеми количества на храна, на пијалаци, на средства за лична хигиена и така натаму. Значи, исто така беше собрана и значителна финансиска помош, која што исто така ќе биде префрлена на сметката на која што е со намена за донирање на средства. Во хуманитарната акција се вклучија и останатите служби од општината. Деновиве на помош беа испратени екипи од јавното предпријатие Комуналец, Македонски шуми, подружница Бор Кавадарци и водостопанство Тиквеш, а безрезервно се вклучи и бизнис секторот во соработка со Општинскиот Црвен крст. Во изминатите неколку дена покрај ова што се го организиравме во соработка со Црвениот крст, бизнис секторот донираше значителни количини на прехранбени производи, значителни количини на пијалаци кои што беа директно доставени или дистрибуирани до најпогодените места од немилите настани. Во изминатите неколку дена наназад, значи општина Кавадарци во делот на помош на настраданите места, значи имаше испратено и лица, доброволци од јавното предпријатие Комуналец, исто така се вклучи водостопанство Тиквеш, се вклучи вработените исто и од Македонски шуми подружница Кавадарци. Во текот на изминатите денови припадниците на полициската станица ја покажаа својата хуманитарна нишка. Покрај донираните големи количини на вода, средства за хигиена и останати намирници се вклучија и со парични донации преку мобилните оператори. Продолжува градежната офанзива во општина Градско. Асфалтирани се улици во село Ногаевци, а во село Водоврати се работи на изградба на фекална канализација. Со ова се подобрува квалитетот на живот на мештаните. Во општина Градско градежната офанзива продолжува, вели градоначалникот Жанета Чаушовска.
Над 950 метри асфалтирани улици во село Ногаевци, проект финансиран од Агенцијата за финансиска поддршка за рурален развој, а истиот чини околу 6 милиони денари. Покрај асфалтирањето на улиците, во село Водоврати се работи на изградба на фекална канализација. Исто така во тек е реализација на проект исто финансиран од Агенцијата за финансиска поддршка на рурален развој, изградба на фекална канализација во село Водоврати. Очекуваме да биде завршен до крајот на септември најверојатно. Очекуваме сите овие проекти да бидат завршени до завршетокот на градежната сезона. Мештаните на село Ногаевци велат дека со асфалтирањето на улиците се надминал проблемот со кој се соочувале досега. Милион пати е подобро до сега. Сега е подобро, натаму времето си покаже своето. Добро е. Асфалтирањето на улиците во Ногаевци чини околу 6 милиони денари, додека изградбата на фекалната канализација чини околу 5,5 милиони денари, вели градоначалникот Чаушевска. Локалната самоуправа започна со поставување на термофасада во клоновите на детската градинка Димче Мирчев. Се очекува активностите да завршат до зима, а средствата кои градинката ќе ги заштеди ќе бидат наменети за потреби на истата. Претходно, термофасада се постави во средното стручно училиште Коле Неделковски. Енергетската ефикасност е важен сегмент во процесот на намалување на трошоците за затоплување. За таа цел во средното стручно Коле Неделковски, како проект на Центарот за развој на Вардарски плански регион, се постави термофасада. Овој пример го следи и детската градинка Димче Мирчев. Имено локалната самоуправа веќе започна со поставување на термофасада во клоновите на градинката. Интензивно се работи. Таму се реализира проектот за топлинска ефикасност во 5 од вкупно 6 објекти. Правиме напори да влезе и шестиот објект, објектот кој што се наоѓа во Дворови, да биде опфатен. Очекуваме дека до нова година сите објекти ќе бидат опфатени со топлинска ефикасност. Се очекува клоновите комплетно да бидат завршени во зима, а средствата кои градинката ќе ги заштеди ќе бидат наменети за потреби на истата, за реконструкција на занималните, обнова на дидактичкиот материјал и се она што има потреба истата. Воедно од сопствени средства градинката реконструираше 5 санитарни јазли, а со обновата на системот за парно грејење и со поставувањето на термофасадите се очекува да се намалат трошоците за електрична енергија. Поради летните одмори се бележи зголемена продажба на зелен картон. Агентите од осигурителните компании велат дека граѓаните исплатливоста ја бараат во едномесечниот зелен картон. Јули и август за повеќето граѓани се резервирани за патување на годишни одмори или викенд прошетки во некоја странска дестинација. Со тоа е зголемена потребата од зелен картон. Во овие 60 на дена, полни раца работа за агентите од осигурителните компании. Значи се издаваат едномесечни зелени картони за цела година. Поради цената се разбира дека повеќе е зголемена продажбата на зелени картони во траење од 1 месец во текот на летниот период. Од осигурителните компании велат, граѓаните исплатливоста ја бараат во едномесечниот зелен картон, а тоа им е во полза на оние кои патуваат во странство еднаш годишно, и тоа за време на одморите. За 1 месец за возилата до 66 киловати е 1850 денара, а за возилата над 66 киловати е 3075, додека пак за година 3690 до 66 киловати и над 66 киловати 5536 денара за цела година. Покрај зелениот картон за патување во странство, на граѓаните им е потребно и патничкото осигурување, кое нуди откривање на евентуални трошоци во случај на неопходна медицинска помош заради ненадејна болест или последици од несреќен случај. Младинскиот парк во Велес е место за одмор и рекреација на сите генерации, но најмногу уживаат најмладите. Екипа на К1 беше на терен да го погледнеме прилогот кој го подготви колешката Сања Левкова Ангелова. Сигурно велешани немаат Луна парк, но затоа го имаат Младинскиот парк, кој представува мало царство за секое дете. Тука децата ги прават првите чекори, првите возења со количињата. Јас доаѓам тука за да се прошетам.
Најмногу ми се допаѓа мовчето. Да си играм, да се возам на џипчињата. Сакам да се возам. На количињата? Да. Додека децата се забавуваат, мајките, бабите и дедовците времето го поминуваат седејќи на купите. Тие велат, детскиот джагор, зеленилото и цвеќињата го прават местото да биде уште поубаво. Идеме по 2 пати неделата, вака на воздух, на рекреација и така. А што највеќе ви се допаѓа во Младински парк? Децата што ги гледаме што се возат. Тоа е најубавата веселба, радост. Шубаво направија, замерат и клупи и се, да си седниш, да се одмориш малце, така психички, да ти се тргнат мислите лоши од главата. Тоа е убаво. Јаме нема друго место каде, ова го направија за мерак. Со изградбата на новиот театар и црквата Свети Кирил и Методи, Младинскиот парк доби посебна содржина. Имајќи ја предвид изградбата на паркинг просторот во близина на гимназијата, Младинскиот парк се очекува во иднина да биде повеќе посетен. Граѓаните од поплавените подрачја во Скопскиот регион ќе бидат 100% обештетени. Ова е една од 8 мерки што владата на Република Македонија ги усвои на денешната седница. Во продолжение за останатите вести од земјава. 100% обештетување на граѓаните од кризните региони за штетите предизвикани од поплавите е прва од пакетот 8 мерки што владата на денешната седница ги усвои, а се наменети за настраданите во поплавените подрачја од Скопскиот регион. Како влада целосно сме посветени кон овозможување на комплетна помош и поддршка на настраданите, истакна на денешната пресконференција министерот за здравство Никола Тодоров. Ова значи дека граѓаните погодени од поплавите ќе бидат обештетени во целост. Односно, се што комисијата за проценка ќе го евидентира за оштетено, истото 100% ќе биде надоместено. Втора мерка, Министерството за здравство ќе отвори посебна програма која ќе покрива партиципацијата на сите здравствени услуги на сите нивоа на здравствена заштита во сите зафатени подрачја и со тоа сите пациенти би биле ослободени од партиципација за здравствени услуги. Оваа мерка ќе важи до крајот на 2016 година. Трета мерка, домакинствата од кризните региони ќе бидат ослободени од плаќање на месечните издатоци за вода и ѓубретарина во период од 3 месеци, со што ќе се оствари заштеда во нивниот семеен буџет. Четврта мерка, со оглед на тоа што се ближи почетокот на школската година, за сите деца од кризните региони, ученици во основното образование, ќе биде овозможена еднократна парична помош за набавка на училишен прибор. Со мерките се предвидува и овозможување бесплатна изработка на елаборати за постапката за легализација за семејствата од погодените региони од невремето кои не извршиле легализација на своите куќи, зголемување на паричната помош во следните 3 месеци за 50% за семејствата погодени од поплавите кои се приматели на парични права од социјална и детска заштита, односно социјална парична помош, постојана парична помош, додатоци за мобилно заслепило и за глувост, помош и нега од трето лице и посебен додаток за деца со пречки во развојот. Пакетот од 8 мерки е само дел од целокупниот процес на санација на штетите и помош и поддршка за настраданите граѓани, потенцира Тодоров. Нашата цел е да действуваме веднаш овде и сега. Потребен е активизам од сите свесни и одговорни чинители, додава тој. Владата ќе продолжи со сите своји институции да биде на терен и будно да ги следи состојбите, да го расчистиме теренот, да ги санираме штетите, да ги подобриме состојбите, обединети да работиме на обновување се до целосно нормализирање на состојбите, вели Тодоров. Ева на Македонија соопшти дека ги санираше сите дефекти во дистрибутивната мрежа во најпогодените подрачја од поплавите во Скопскиот регион. Од Евана соопштуваат дека екипите интензивно работат во поплавените подрачја и сите 110 трафостаници кои беа во прекин од големото невреме се под контрола и скоро сите корисници во овој регион имаат електрична енергија. Воедно потенцираат дека по барање на околу 100 корисници се уште не е пуштена електричната енергија, бидејќи нивните подруми и домови се под вода и целосно е уништена внатрешната инсталација.
За овие корисници и понатаму важи апелот да ги спуштат надолу осигурувачите доколку имаат нови спратни табли или да ги извадат осигурувачите доколку имаат од постариот тип на спратни табли. За да се избегнат несреќи од ваков вид, граѓаните да не превземаат ништо на своја рака и да бидат во целосна координација со екипите на ЕВА на Македонија. Тие и понатаму остануваат на терен за санирање на евентуалните помали пречки во снабдувањето и ќе работат на замена на оштетената енергетска опрема. Замената на броилата во поплавените подрачја и санацијата на мрежата се натовар на ЕВА и ниту еден корисник од овие региони не платил ниту ќе му биде наплатено за оваа услуга, стои во соопштението. Од компанијата истакнуваат дека нивни екипи со сите расположливи капацитети ќе работат на терени во следните денови, за што побрзо да се санираат штетите и да се обезбеди нормално снабдување со електрична енергија во сите населени места погодени од поплавите. Од утре до 18 август, матурантите кои во јунската сесија не ја положиле државната матура ќе полагаат. Според Државниот испитен центар, во августовскиот испитен рок се пријавиле 1820 ученици. Утре ќе се полага задолжителниот предмет на мајчин јазик, македонски, албански или турски и литература. Македонски јазик и литература ќе полагаат 128 кандидати, албански јазик и литература 266, а 21 ученик е пријавен за турски јазик и литература. Во вторник на 16 август ќе се полага предметот математика, за кој се пријавени 88 кандидати, а на 17 август ќе се полага странски јазик. Англиски јазик ќе полагаат 1294 кандидати, француски јазик и германски по 4 кандидати и 1 кандидат за руски. На 18 август е закажано полагањето по предметите физика, хемија, биологија, бизнис, историја, филозофија и естетика. Испитите по сите предмети ќе почнуваат во 10 часот и ќе се реализираат на 11 локации во Република Македонија. Најмалку 10 лица се убиени, а 20 ранети во воздушен напад во северен Јемен. Објавени хакирани податоци за речиси 200 законодавци на две организации на Американската демократска партија, во продолжение на најновите случувања од светот. Најмалку 10 лица се убиени, а 21 се ранети вчера во воздушен напад врз училиште во северен Јемен, соопшти невладината организација Лекари без граници. Сите деца биле на возраст под 15 години. Според шиитските бунтовници Хути, нападот бил извршен од воената коалиција, предводена од Саудиска Арабија. Саудиска Арабија и нејзините сојузници извршили илјадници воздушни напади врз бунтовниците од почетокот на операцијата во март 2015 година. Портпаролот на коалицијата одби да ја коментира информацијата. Објавени се мејл адреси, телефонски и други лични податоци за речиси 200 законодавци на две организации на Американската демократска партија, а хакерот кој се нарекува Гусифер 2.0 ја презеде одговорноста за упадите во интернет податоците. Хакерот Гусифер 2.0 на својата веб страница WordPress објави листа со податоци за 194 поранешни и сегашни членови на Конгресот, како и листи на податоци со лозинки. Според него, американските председателски избори станале фарса. Денеска имавме претежно сончево време со максимална температура до 32 степен. Да го погледнеме графичкиот приказ за временската прогноза за општините од Вардарскиот регион.
Со оваа информација го завршуваме дневникот. Ви посакувам пријатна неделна вечер и успешна работна недела. Пријатна.